Зошто јас верувам е насловот на нашето денешно проучување и самата песна што отпевавме како мал вовед. Каква е нашата вера? Кога би ја денеска мериле со некој инструмент од 1 до 10, на која бројка би ја покажала твојата и мојата вера? Некој човек што туку запознал еден свој пријател и отишол до неговата работилница да го посети, кој работел на еден голем воздушен чекан, пнеуматски чекан. Посетителот дошол внатре во работилницата и го ставил својот прст на големата клупа кај што чеканот паѓал и се кревал. И побарал од својот пријател да го удри со чеканот. Дека пријателот мислел дека новиот пријател нема да го стави прстот, односно ќе ја тргне раката кога чеканот ќе биде спуштен, а посетителот верувал дека неговиот пријател нема сепак да го спушти чеканот. И на крајот, знаете што се случило? Го спуштил чеканот, а човекот отишол со змечен прст во болница. Може би ова не би се случило кога тие двајца подобро би се познавале. Овај му бил нов пријател и не се добро познавале. Меѓутоа, верата во човекот често пати, браќа и сестри, во нашиот живот открива недостатоци. Кога нашата мала керка беше мала, на 2 години, имавме клавир и таа се качуваше на клупата, на клупа за седење, и оттаму се фрлаше долу, под наводници, да ја фатам јас. И често пати јас ќе ја фатам и таа повторно ќе се врати назад и ќе се фрли со доверба дека некој ќе ја пречека. Зошто Исус, браќи и сестри, верата ја споредил со верата на дете? Ајде да читаме на почетокот во Матеј 18 глава 3 стих што вели текстот: "Вистина ви велам, ако не се обрнете и не станете како деца, нема да влезете во Царството небесно." Се прашувам себе си, а можеби вие се прашувате, зошто Бог ја зел верата на детето, а не верата на еден старец, на еден возрасен? Затоа што малото дете се уште нема во себе сомнеш. Малото дете има целосна доверба во родителот. Кога таткото ќе каже: "Ајде сине, фрли се или керко од некое место повисоко", то без размислување ќе се фрли, зашто е сигурно дека ќе го пречека рацете на родителот. И затоа тоа дете има доверба. Децата немаат сомнеш, браќа и сестри. Ние возрастните калкулираме, сомневаме, се прашуваме, па кој знае дали ќе биде така, па онака или така. И затоа денеска Исус сака да ни каже: "Оди, скокај со вера. Имај целосна доверба во мене, јас ќе те спасам." Бог никогаш не оди на годишен одмор, така се вели. Божјата канцеларија никогаш не е затворена од 1 до 15 август. Не. Бог постојано работи, тој не се умара. И тој не досни кога треба да не спаси. Меѓутоа, нашиот сомнеш го забавува Божјото делување. Нашиот сомнеш го забавува Божјото делување. Ајде на почетокот да поставиме прашање: што е тоа вера? Кога сега би ви дал прилика, сигурно би кажали по некоја дефиниција. И повеќето од нас ќе го цитираме кој текст? Евреите 11:1. Ајде да видиме што пишува. Дали го добро знаеме? Мислам дека ќе се сетиме, но јас сега ќе го повторам пред вас овде и ќе читаме Евреите 11 глава, првиот стих. "А верата е тврда увереност на она во она во кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат." Ова е воопштена дефиниција што е тоа вера. Дали може некој да даде коментар на овој текст? Сигурно некој од вас ќе се јави и ќе даде свој коментар. И би рекле: "Па треба да веруваме, тоа е вера, да веруваме во Господа Исуса Христа и тоа е доволно за нашето спасение." Меѓутоа, во текот на ова излагање ќе видиме, браќи и сестри, што значи вистинска вера. Што значи вера која верува чврсто. Верата сама за себе нема резултати ако немаме доверба во тоа што веруваме. И затоа денеска ние ќе зборуваме освен за верата и за довербата. Кога би поставил овде една табла и бројки од 1 до 10 да ја мериме нашата вера, кој број ќе ја покаже за тебе или за мене?
Да бидем искрени, може би 10 слабо ќе постигнеме, ја не знам. Меѓутоа, може некој ќе постигне 10 на таа скала, кога е во прашање неговата вера. Меѓутоа, кога велам, може би слабо од нас ќе има 10, затоа што го читам библискиот текст, кој кажува во Лука 18:8 следново. И затоа гледам преку очите на овој текст, кога Исус вели, кога ќе дојдем на земјава, дали ќе најдам вера. Еве го оригиналниот текст, Лука 18:8. Исус ова го кажува едноставно, гласно и јасно и разбирливо за сите нас. Лука, значи отварам Евангелие според Лука, 18 глава, стихот е 8. Еве што кажал Исус, додека бил на оваа земја. 8 стих вели следново. 18:8. Ви велам, ќе ги одбрани скоро, но кој ќе дојде човечкиот син, ќе најде ли вера на земјата? И затоа, мојата констатација од 1 до 10, не знам, може некој се гледа горе во 10-ката, но Исус вели, кој ќе дојдам на земјава, дали ќе најдам, не она вера, општена вера. Ако излеземе сега на улица, 90% луѓето ќе велат, верувам во Бога. Но кога ќе им подпрашаме второ, трето прашање, тогаш луѓето се губаат. И кој знае, кога ќе дојде прашањето за задгробниот живот, тие ќе кажат, кој се вратил од мртвите, кој знае, и така нивната вера спласнува, се намалува. Овде Исус вели, кој ќе дојде синот човечки на земјава, дали ќе најде вера. Исус бил загрижен, браќи и сестри, за состојбата во негово време, а камоли денеска во ова наша генерација, за состојбата на луѓето, за квалитетот и големината на верата која е потребна кај нас денеска. Тој не прашува дали ќе најде вера кај незнабожците, дали ќе најде вера надвор од црквата, не. Ово се однесува за внатре, за црковните луѓе, за тебе и за мене. Значи, овој текст се однесува за нас, не за безбожниците. Исус вели, дали кај тие, така наречени верници, ќе најде вистинска вера. Колку на вистина ние веруваме, браќи и сестри? Кога Исус би ставил некој апарат, знаете, кога одите на кардиологија, стават апаратчиња и се мери, пулсот се мери 24 часа работата на срцето. И тогаш ќе одредува дали ќе ти стават апаратче, дали бајпас, дали некои други работи. Значи, кога Исус би ставил некој апаратче на нашата духовност и да ја мери нашата вера, што ќе покаже тој апарат? Зошто воопшто, браќи и сестри, потребна верата? Зарем не може се спасеме без вера? Еве што вели овде апостол Павле во Евреите посланица, во посланието до Евреите, 11 глава, 6 стих вели вака: а без вера не е можно да му се угоди на Бога. Јас би овде парафразирал: без вера не е можно да се спасиме. Без вера не е можно да му се угоди на Бога, зашто кој му пристапува на Бога треба да верува дека има Бог и дека ги наградува оние кои го бараат. Да, овој стих не е напишан за неверниците, Евреите 11:6, туку за верниците. Оние чија вера во последно време ќе намалува, ќе ослабува, ќе малаксува. Ние живееме во време кога кај многу верници, на жалост, браќи, се зборам во светски рамки, верата почнува да слабе, како еден акумулатор кој ги дава првите знаци, а возачот не ги приметува. Значи, тој дава први резултати, негативни, дека слабе, но вергла, еднаш, два пати, на третиот пат ќе завергла школата. Или добро е запали. Меѓутоа, после со времето, скроз ќе се потроши енергијата во самиот апарат. Ова вера почнал да слабе кај некој, може би затоа што Исус не дошол 2000-та година. Сеќавате какви реченици се пишува на телевизија, на интернет: Исус ќе дојде, смак на светот, ќе се блокират компјутерите, 2000-та година ќе се случи трагедија. Или пак што Исус не дојде на 21 мај 2011 година. Во Македонија имаше билборди, и овде имаше билборд голем. Сеќавате ли на тие билборди? Дека ќе биде крајот на светот. Некоја секта, некој од Америка пропагираше такво верување дека Исус ќе дојде на 21 мај. Ете, Исус не дојде. Верата на многу луѓе се намали и пропадна. Може би некој се намалила верата затоа што доживел неправда во црква. Или неговата молитва не се услишана, не била услишена. И така може и тоа да допринесе твојата и мојата вера да биде слаба или да исчезне.
Но еве прашање за нас денеска. Колкава треба да биде нашата вера за да биде спасоносна? Може да се мери со топломер, како што ја мериме температурата на телото. Може ли со некој апарат да се измери верата која е потребна за да ми овозможи спасение? Ајде да читаме во Лука 17 глава и да видиме со што Исус ја мери верата на твојата и мојата генерација, односно на нашата генерација. Со што ја измерил Исус верата? Ние синоќа спомнавме во текот на предавањето за молитвата со синапово зрнце. Ајде во Лука 17 глава, 5 и 6 стих, еве што вели текстот. Лука 17 глава, 5 и 6 стих. Апостолите му рекоа на Господа: придај ни вера, или српскиот превод вели дометни ни, дај ни вера. А Господ рече: ако навистина имате вера колку синаповото зрно, ќе ја речете на црницава, откорни се и присади се во морето, и таа би ве послушала. Интересно, дали сте видели синапово зрно? Колко е големо? Дали вакво? Тоа е слично како семе од афион или од зелка. И на зелката е ситно повозрастните може и не може да го приметиме тоа. Толку ситно зрнце. Меѓутоа, во тоа мало зрнце сокриена е голема сила на живот. Кога тоа мало зрнце ќе дојде во контакт со вода, во почва и со енергија сончева, почнува да рти и ствара експлозија, може да помери камен. Нешто што му стои на патот, тој рколец ќе изникне и ќе излезе на површината. Ќе се создаде голема билка и на друго место вели и птиците ќе слетуваат. Навистина, тоа мало зрнце ќе издржи јако сонце и ќе донесе плод. Тоа е вистинската вера. Значи, Бог не очекува од нас огромна самсонска вера, како Самсон што бил, или оној Голијат, од 4 метра. Замислите како бил Голијат. Бог очекува од нас вера како зрнце синапово, но тоа синапово зрнце мора и ќе направи чудо. Бог, браќи и сестри, не е заинтересиран за квантитетот на нашата вера, туку за што? За квалитетот. Квантитет може да правиме ние големи, велелепни згради, но ако не е квалитетна, таа ќе се струши на првиот земјотрес. Таа ќе биде сравнета со земјата ако дојде некоја бура или ако дојде некој невреме. Така Бог е заинтересиран за квалитетот на нашата вера. Кога ќе имаме таа вистинска вера, тогаш тоа зрнце синапово може да направи чудо. И сега прашање уште едно. Како можеме да стекнеме таква вера? Има ли некаде извор да се напиеме со таа вода и да верата не биде јака? Има ли некоја храна која треба да ја изедеме, да абсорбираме и ќе биде верата јака за нас додека сме живи? Еве одговор наоѓаме во Библијата. Овде е во 1 Тимотиева 6:12. Овој стих ја го имам за крштевање, сум го давал и на многу други, браќи и сестри. Многу добар текст. 1 Тимотиева, 6 глава, еве што пише овде во 12 стих. 6:12. Бори се во добрата борба на верата. Овде малце ќе застанеме и ќе анализираме. Исус, односно Павле, не повикува да се бориме во добрата борба на верата. Има ли лоша борба на верата? Има. Ние понекогаш одиме и се бориме во на другата вера и тука паѓаме, тука се разочаруваме, тука папсуваме и тука му свртуваме грб на Бога и на црквата и одиме во свет како дима што заминал. Овде Павле не повикува да се бориме во добрата борба на верата. Зграби го вечниот живот за кој си повикан, за кој го си дал добра исповед пред многу сведоци. Значи овде, браќи и сестри, апостол Павле не повикува да се бориме во добрата борба, за да добиеме вечен живот. Да, спасението е 100% Божие. 100% е бесплатно. Но кој е нашиот дел? Кој е нашиот влог во процесот на нашето спасение? Павле вели, бори се во добрата борба на верата. На што ние ги насочуваме нашите напори? Кон лошата борба и тука се умараме, тука ги трошиме нашите сили и кој ќе дојде се бориме во вистинската вера, немаме сила.
Jednostavno se umarаме, сме разочарани и му вртиме грб на Бога. Добрата борба на верата се состои во озбилни напори да живееме здрав духовен живот. Проблемот е во тоа што понекогаш ние како личности се бориме против гревот кој наизглед ќе не совлада. И таквиот човек нема потреба да го запознае Бога. Гревот не притиска и немаме време за Бога. И ние се бориме со гревот и тука остануваме наместо да се бориме во добрата борба на верата. Секако, ние знаеме одраѓање грешници. Павле вели во Римјаните 3 глава, 10 стих и 23, нема ниту еден праведен. Сите сме ние грешни. Но сепак, браќи и сестри, ние мора да се бориме на исправен начин во добрата борба на верата. Во една местна црква, во нашата унија, додека работевме, во една црква побара верниците да отидам да посетам еден брачен пар кој е напуштил нашата црква. Те луѓе биле толку лути што рекле никој не сме да ги посети, ниту старешина, ниту проповедник, и биле законнити кога ќе дојде некој кај нив ќе биде избркан. Кога јас затропав на нивната врата, те љубезно ме повика да влезам натре. На моје големо изненадување ми кажа: брате, ние отпаднавме од црквата. Ние отпаднавме од црквата. Во текот на нашиот разговор набрзо сватив зошто ја напуштиле Христовата црква. Сватив дека тие ја напуштиле Христовата црква затоа што ја сватиле црквата како религија каде што се смее и каде што нешто не се смее. Едноставно, немој ова, немој она. Ако нешто било добро, тие ми кажа, не смело да се јаде. Ако нешто добро изгледа, не сме да се гледа. Ако нешто звучи добро, не сме да се слуша. Ако нешто било забавно, не сме да се оди таму. Тие всушност, како брачен пар, браќа и сестри, се бореле во лошата борба на гревот. И тука се умориле. И тука рекле: доста ни е, не смеш она, не смеш ова, и луѓето се разочарале и го напуштиле Бога, односно Христовата црква. За нив религијата станала мачна, тешка. Сите нивни напори да го држат Божиот закон биле безуспешни. Наместо да се бореле во добрата борба на верата, тие би биле повторно борци, но би имале радост, зашто со нив ќе биде Божиот дух. И затоа Павле вели: бори се во добрата борба на верата. Кога сватиле дека силата за победа доаѓа од познавањето на Исус Христос, тие подосна повторно се вратија во црквата и се приклучија кон Христовото стадо. Дали ние се бориме на погрешна позиција, односно на погрешна страна? Дали се бориме во борбата против гревот, во лошата борба против гревот, или во добрата борба на верата? Знаете, секоја имитација привлекува, но на жалост, после кога ќе откриеме дека сме прелажени, самите се удараме во глава: или како можев да бидам прелажен кога нешто купуваш? Имитацијата во верата исто така на крајот разочарова, иако на почетокот може го храни моето его. И затоа Бог овде не повикува да се бориме во добрата борба на верата. Вистинските христијани имаат вера затоа што го познават Исуса. Верата се стекнува со некого ако го познаваш. Како на почетокот примерот зошто човекот добил здробен прст. Не се познавале добро. Тој мисли дека прстот ќе го тргне, а тој верувал дека пријателот нема да го пуште тој воздушен чекан да удри доле, и на крајот човекот завршил во болница. Ние треба, браќи и сестри, доволно да го познаваме нашиот Спасител Исус Христос. Да не се подпираме на своите сетила. Дали ви се случило некојаш вели: абе го видов со своји очи и те прелажал? Порано кога се одеше во Бугарија, кога се минува левови, јас сум го тоа доживел, ме прелажиле. Ги број пред мене, ги број и вели брзо, зашто полиција ќе дојде. И полиција беше забрането. И на крајот ги броиш таму во колата, пола ги нема. Зошто? Зашто тие ги виткаат парите вака дупло и ти брои вака. И кога ги отвориш, половина нема. Дали сте прелажени некојаш на пазар?
Или било каде. Вели со своји очи гледав, на крајот останавме со куси ракави. И затоа Соломон, мудриот, еве што ќе ни каже за сите нас кои се потпираме на својот ум, на својот разум. Во раскази негови, Соломонови, или пословици 28-26 вака вели: безумен е кој се надева на своето срце. Срцето е синоним за умот. Безумен е кој се надева на својот ум, а се спасува кој живее мудро. Кој се надева во своето срце, вели српскиот превод, е безумен. Трагедијата е во тоа, браќи и сестри, што ние понекогаш сме јаки физички, умствено сме јаки. И може во некои сегменти ќе успееме во некои чекори, но на крајот паѓањето ќе биде катастрофално. Може би некој ќе заклучи дека може да верува, но таа вера е во себе, а не во Бога. И кој ќе најдеме на големи искушенија, големи проблеми, тогаш таа вера ќе падне, ќе се сруши, зашто нема темел во Исуса Христа. Кога човек верува, треба да има секако и добри дела. Јаков, 2 глава, 19 стих го кажува следново во послание на апостол Јаков, значи тоа е во Новиот Завет, еве што читаме во 2 глава, во 19 стих. Ти веруваш дека има само еден Бог, добро правиш. И бесовите веруваат и треперат. Интересно, овде кажува Јаков дека добро што веруваат луѓето. Па и демоните веруваат во тоа, но верата сама за себе не може да биде спасоносна. Таката вера произведува лоши дела, ако не се втемелува на вистинскиот Христос, зашто и сатаната верува, но тој верува од страв, зашто деновите му се скртуваат и наскок ќе биде за секогаш уништен. Ајде да споменеме сега во следниот чекор живата вера наспроти мртвата вера. Каква е мојата вера и твојата, брати и сестри? Дали е жива или мртва? Дали нашето исповедање со уста е доволно или треба да се практицира со срце, со нашиот живот? Исус вели во Марко 7 глава 6 и 9 стих: овие луѓе ме почитуваат со што? Со устата вели, а срцето им е далеко од мене. Залуд ме почитуваат, учејки науки и заповести човечки. Тоа е таа вера само со уста, а не со срце. Само надворешно, имитација. Исус вели, таквата вера јас не ја признавам. Ајде сега да кажеме како изгледа вистинската вера, браќи и сестри. Каква е таа вера? Во Јаков 2 глава мора да го читаме тој текст, зашто се многу важни, неколку текстови, а потоа ќе дадеме и мал осврт. Јаков, послание, 2 глава. Јаков овде зборува без влакне на јазик. Јаков овде зборува директно и затоа сакам да ги прочитам како што пишува. 14 стих во 2 глава. Каква е ползата, браќа мои, ако им некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и без секојдневна храна, па некој од вас им рече, одете си во мир, стоплете се и наситете се, а нема да им даде она што им е потребно за телото, каква е, вели овде Јаков, ползата? Така и верата, ако нема дела, мртва е сама по себе. И сега може да читате до 80 стих. Вистинската вера, браќи и сестри, делува, таа е во акција. Вистинската вера не само сожалува, ама ми е жал, брате, сестри или пријателе, и заминува. Вистинската вера помага според можностите. Таа ги засукува ракавите и подготвена е да ги измачка рацете и да помогне. Таа која ќе го види сиромавот, го вади паричникот и помага, па макар 10 денари, колку што може. Вистинската вера не смета колку ќе чини горивото ако некој верник треба да биде префрлен од дома до црква или од црква до дома. Вистинската вера повикува гости и не се двоуми ако гостинот ги извалка чаршафите само за една вечер. Вистинската вера, оде вели, прави дела. Не мора да бидат големи и на телевизија да не снимаат. Бог гледа и Бог наградува. Сега немаме време да споменеме такви личности како што биле
луѓе херои на верата, кај што верата била активна, како што бил Ное, Аврам, Мојсей. Тие се наречени јунаци на верата. Како што во Скопје на градските гробишта има алеја на, како се викат тие? На великаните, луѓе кои допринеле за општеството нешто и тие таму се поставени на посебно место. И затоа овие јунаци на верата со нетрпение ги чекаме да ги видиме како Мојсей, да го прашаме, издржал 40 години со тие брбливци, со тие евреи кои на глава му се качеле. Како Ное издржал 120 години да проповеда, а не успел да спаси никого, освен неговото семејство. Како Мојсей, Аврам и останатите херои. Прашање повторно, каква е твојата и мојата вера? Ајде да читаме при крајот еден пример кој ќе ни ја ослика вистинската вера на една жена која имала 12 години една необична болест. Тешка болест дури во наше време. Овде во Марко, во 5 глава, 25 стих до 34 е запишено во инasta, но јас само ќе прочитам неколку сегменти. И една жена која страдаше со крвотечение 12 години, претрпела многу од мнозина лекари и си го потрошила целиот свој имот, а од тоа немаше никаква полза. И сега може да читате до крајот на ова глава. Ова е една вистинска слика, браќа и сестри, за жена која имала активна вера. Жената била 12 години во тешка здравствена состојба. Имала специфична болест. Според левитскиот закон во тоа време, таква жена во таква состојба не можела да оди во црква. Кој од вас не бил 12 години во црква? Какво е тоа чувство да бидеш изолиран 12 години, да не смеш да примиш света вечера, да не смеш да се помолиш, да не смеш да излезеш овде и да го кажеш своето животно искуство? Ако била мажена, незиниот маж не смел да ја пристапи, да ја допре, и таа требал да биде одвоена. 12 години не можел да ги загарне, да ги прегарне своите деца. Сите пари, вели овде текстот, ги потрошила и немала ајер, немала корист. Но верувала дека Исус може се. Тоа зрнце на незината синапово вера почнал да рти и толку било силно што таа не можела да се воздржи и по цена да умре, и по цена да биде убиена со камења од ортодоксните евреи. Станала и отишла кај Исуса. Само да го допрам, само да се допрам до лиштата на Исуса, си велела во себе. Таа не дозволила ништо да ја спречи за да добие олеснение, односно оздравување. И дали се случило? Чудо. Да. Наистина, во книгата Копнежот на вековите, еве ќе прочитаме еден интересен текст во контекст на допир со вера. Тоа е насловот на таа случка, но јас ќе прочитам само неколку реченици вака вели. Да се зборува површно за верата, да се моли без душевен глад и без жива вера не вреди ништо. Формалната вера во Христа што го прифаќа само како спасител на светот не може никогаш да исцели душата. Формална вера не признава Бог. Верата што спасува не е само согласување на разумот со вистината. Да, некои разумски ќе го сватат тоа, така е. И до тука застануваат. Меѓутоа овде текстот вели, тоа не вреди. Оно што чека да стекне целосно знаење, пред да покаже вера, не може да прими благослов од Бога. Не е доволно само да се верува за Христа. Ние мораме да веруваме во Него. Единствена вера што ќе ни користи е она што го прифаќа Христа како личен спасител, што ги усвојува неговите заслуги. И уште 2-3 реченици. Мнозина сметаа дека верата е одредено мислење. Спасоносната вера е спогодба според која они што ќе го примат Христа сами стапуваат во заветен однос со Бога. Вистинската вера е живот. Живата вера значи зголемување на животната сила, целосна доверба со чиешто помош душата станува победоносна сила. 292 страница во овој превод на Копнежот. Да се зборува површно за верата, да се моли без душевна глад и без жива вера, овде вели текстот, ништо не вреди. Верата всушност значи, браќи и сестри, доверба. Вера сите имаат, но немаат сите доверба. И затоа Бог денеска не повикува да имаме чврста доверба во неговите зборови
во неговите пораки. Каква е нашата доверба меѓусебна? Според легендите, во Америка, во првите историски години или денови, секој му верувал на комшијата, на пријателот. Имале 100% доверба и не краделе. Ако, например, на некого му должиш пари, а тој не е дома, парите може да ги ставиш значи во еден плик, ќе ги ставиш во пликот и ќе ги однесиш пред врата, тамо на прагот ќе ги оставиш и човекот може да се врати во 10, во 12 или во 1 часот навечер. Тој доаѓа, си ги зема и ти си го измерил долгот. Имале целосна доверба. А што да кажеме денеска? Не. Дали денеска настаните одат во таа насока или пак стануваме недоверливи еден кон друг? Може би сме прелажени од некого и сме се опекле и сега, што се вели, многу внимаваме. Дури и во световните работи, во меѓучовечките односи, ние учиме да веруваме во оној во кого треба да имаме доверба. Може би не го познаваме целосно и затоа ни треба време да стекнеме доверба. Кога се преселивме лани овде и требаше да одабереме матичен лекар, и распрашавме некој помеѓу вас да ни препорачате некој добар матичен лекар. И некој велат овој, некој онај. Зошто тоа го правевме ние? Први, не познававме лекари, така. Второ, од некој ваше искуство, што имате доверба, ми препорачувате и мене и ние да стекнеме доверба во тој лекар. Ако тоа го правиме во земниот живот, браќи и сестри, за да стекнеме доверба во некоја личност, тогаш што да кажеме за Бога? Тогаш што да кажеме за нашиот живот, за нашето спасение? Еден ден дојдов во една работилница за хемиско чистење на лиштата и таму слушнав разговор дека претходната ноќ на автопатот загинала цела фамилија, цело семејство. Родителите биле наставници во блиската школа во тоа место. Господјата во хемискиот дуќан ја спомна ова трагедија и рече: понекогаш се прашувам дали оној горниот знае што работи. Јас си одговорив: Господје, дали оној горниот е виновен за се што се случува на оваа земја? Таа малце се подналути и исчезна зад завесата кога и беше поставено такво прашање. За секој проблем денеска илјаници луѓе псујат, викат кон Бога како да е тој дежурен виновник за сите трагедии што се случуваат на оваа земја. И затоа денеска, браќи и сестри, Бог не повикува да имаме чврста доверба. Што е тоа добра борба на верата? Може би, кога зборуваме за таа добра борба на верата, ние мора да го познаваме Бога. Ако целосно не го познаваме, ќе имаме слаба вера. Како се стекнува добра борба на верата? Со проучување, со молитва, со посетување на богослуженија. Не може човек, не може спортист да отиде еднаш месечно горе на стадионот и да вежба. Јас одам таму и вежбат 2 пати во седмицата фудбалерите. Одат за да имат доволно кондиција. Не може човек кој свири само еднаш месечно да дојде да повежба нешто. Не може да медицинар да живее на тоа сознание што го завршил на факултетот пред 10-15 години, кога тоа оди напред медицината. Значи мора да бидеме во тек, ние мора да го запознаеме нашиот Бог, нашиот Спасител Исус Христос. И затоа Бог не повикува денеска, браќи и сестри, да се бориме во добрата борба на верата. Затоа денеска Бог не повикува да не се бориме на погрешна страна, да не се бориме во лошата борба на верата, туку да го вклучиме Бог. Бог од нас очекува ангажман, да го не ангажираме и тој да биде постојано со нас. Тоа ќе се постигне само ако ние му дозволиме. И овде имам сега при крајот, нема сите да ги прочитам, зошто јас верувам, имам овде 19 точки. Може да ги поделам во друга прилика. Зошто јас верувам? Број 1. Верувам во Бога, затоа што не постои ниту еден друг логичен одговор на постоењето на светот околу мене. Верувам затоа што Исус Христос со своето воскресение практично докажал дека може да воскресне и нас да не воскресне еден ден, ако навистина му бидеме верни. Верувам затоа што Бог има решение за најголемиот човечки непријател, а тоа е смртта.
Верувам затоа што со луѓето не управуваат небесните тела, хороскопските знаци или нешто слично, астрологијата како што вели, туку со нас управува самиот Бог преку нашата слободна волја. И еве уште едно ќе прочитам. Верувам во Бога дека постои, имам доверба во Него и сакам да му бидам верен. Дали е тоа и твојата вера? Нека биде заедничка. Амин. Амин.